Со Мартин се запознавме, он дојде да работи кај мене у Бастион и на Шанк. И после некој период ја препознав капацитет кај него како човек и како некој сензибилитет сличен и вкус. Работеше после неколку години шеф у Бастион, додека еден ден ми кажа дека сака веќе да работи за себе. И ја не ќев тука да ја пропуштам таа шанса да изгубам некој што знам дека може сам да тера бизнис и тогаш го отворивме кино. Најверојатно секој од нас некогаш во животот си помислил колку добро би било да отворам еден ваков кафич или баш знам што му фали на Скопје, многу би било интересно да има добро диско во Кавадарци и така натаму. Меѓутоа, според официјални статистики, 60% од отворените барови пропаѓаат после само една година, а 80% не стигнуваат до 5 години. Главната причина за пропаѓање на некаков локал е лошо одбрана локација. Дали е ова вака и кај нас или е така само во светот, ќе зборувам со мојот денешен соговорник, тој има повеќе од 25 години искуство во овие области. Е собственик на Кино Карпош како едно од кафулињата кое што годинава полни 15 години, па така влегува во оние 20% кои што ги спомнавме. Зборувам со Илија Аргировски. Шале, здраво. Здраво, Јована. Покрај Кино Карпош, не знам колку тие што не следат знаат, па малку да им ја дадам пошироката слика. Ти почнуваш, како што кажавме, на Ленинова, потоа Кино Карпош, потоа се отвара Барбакан, па се отвара БКВ, -1 дискотеката, така што се работи за многу различни концепти и ти се вртат многу луѓе, па веројатно логично е прашањето што според тебе го врти светот? Светот најверојатно, мислам, дефинитивно го вртат нови идеи. Иновативни индустрии, се разбира, позади нив стојат исти такви луѓе и на крај резултатот е некакви си желба за успех, за моќ. Според мене тоа го врти светот. Мене барем ме вози да кажеме да искреирам нешто ново. Секоја приказна после 5-6 години ме става у некаква, да кажеме, за тие 5 години гледаш да направиш нешто ново како би се одржил тука да бидеш во бизнисот, ама после 5-6 години гледам да почнам да направам нешто ново и таа некоја креирање на нешто ново, тоа ме движи. Неколку кратки прашања. Бастион или Кино Карпош? Кино Карпош. Добро. Шале или Илија? Шале. Добро. Буковски или Хемингвеј? Буковски. И 1 или -1? 1 секогаш. Добро. Зашто 1? 1, зашто -1 е нешто што малку ме потсеќа на некаков неуспех. Добро. Минус. Кога сме кај локација, колку е важна локацијата за да успее еден локал? Пред 25 години сум се водел од интуиција. Ми се допаѓала, например, да кажеме Ленинова, како улица, Липите, Централно градско подрачје, Мое мало и сум го одбрал Бастион. Така се отвори Бастион? Така се отвори По Бастион. интуиција? По интуиција и по некаква емоција, еве да кажем. Во Добра, тоа во време Бастион беше... ја почна на некој начин таа шема на Ленинова во тој период. Да. Ја почна. Немаше локали таму. Таа беше една улица мирна и да кажем кај што тогаш во тоа време популарен беше кеот и кога со пар луѓе кога разговаравме дека што ми е идејата, ми викаа дека не треба таму да отворам, дека е грешка голема, дека кој би одел таму и зошто А не на Кеј. Зошто би одел таму? Као луѓето се движе у тоа време у градски трговски центар, у Мавровка и беше така неприфатлива локација. Кога разговаравме пред да дојдеме тука, баш тоа ми го кажа дека локацијата сега е навистина важна и игра голема улога. И се менуваат работите.
но во моментов едно од работите која што секој треба да ја размисли пред да трне у таа приказна едното мора да го има. Или да е во нека, да кажам, кај што има голем проток на луѓе цел ден, или да биде некаде каде што има паркинг. Пошто луѓето обично застануваат негдека ако се движат негдека или одат негдека со кола. Нема локации единствено ван град или негдека кај што Специјално да се отиде тоа таму. е за викенд, тоа е нешто што е да кажеме со некаков концепт, со некаква идеја направено за Некоја туристичка понуда можеби да има околу не е место што би у градов би функционирал. Иако 15 години е Кино Карпаш, има многу различни иницијативи кои што се случувале во рамки на Кино Карпаш. Некој се, не знам, имаше едно време пикник во паркче, се уште постои. Култиватор се случи како културен настан. Имаше сегмент со тату студио, некоја комбинација. Го менувате изгледот постојано. Дали тоа се промени во еден бизнис кој што мора да се случуваат? Нашиот, да кажеме, това хоспиталите индустрија, поготово во вакви, да кажеме, помали и по-сиромашни земји, кај што има помалку народ и бараат некакви промени. Бараат и во Њујорк и во Лондон. Зашто? Затоа што сите, да кажеме, објекти имаат некаков природен тек на работите. Првите неколку години се популарни, тренди, после тоа паѓаат или не паѓаат. Не паѓаат ако се трудиш преку разни акробации, нови идеи, нови настани, нови концепти да го одржиш во живот. Ретки се, да кажам, локали, било каде, кои што после 15 години ја задржале, да кажам, континуитетот во понуда, квалитет, анимација на гости, интересност, популарност, се уште се во игра, ретки се. Има локали нормално со традиција, заради својата константна, континуирана квалитети на услуга и на понуда, ама овој нашиот Кино Карпаш, освен оној угостителскиот дел, пошто секој ден млади луѓе пробуваат да го освојат нели пазарот, гостите, се трудиме да бидеме интересни, да најдеме модели кои што не ги прави никој, пошто А од каде доаѓаат идеите? Ова се твои идеи на партнерот Мартин или доаѓаат од сите некако, бидејќи имате многу интересна група на вработени кои што изгледаат креативно? Така. Бивши, сегашни вработени, гости кои што се, да кажеме, чувствуваат, препознале дека им е тоа дома, па се тука по цел ден, тоа се разглабаат нон-стоп разноразни теми и искачаат идеи, пошто кино е еден простор, така, кино е простор кај што ти можеш да, мислам, кино, гостителски објект е како дома, нели, простор кај што доаѓаат луѓе, ти тука се дружите и можеш да аплицираш све и свашта, од гледање филмчиња, играње игри, мењање сликици, цртање, сликање, тетовирање, готвење, разни различни идеи можеш да ги аплицираш. И интересно ми било, барем мене секогаш, дека на некој начин вработените се дел од местото. Не знам, и во поглед на дали некогаш ќе пуштат музика, дали ќе работат за чанг, дали се познаваат со оние луѓе кои што доаѓаат, па доаѓа некоја нивно пошироко друштво. Како го склопувате тој тим? Како бирате кој може да работи кај вас или кој ќе остане и кој понатаму можеби ќе се развива, бидејќи многу луѓе мислат дека нема простор за развој, ама има сериозен простор за прогрес и развој и во угостителски објекти. Може да почнете како келнер или шанкер, меѓутоа понатаму
Небото е граница ако веројатно паметно работите. Растењето на угостителството, последниве поготово 10-15 години, не научи дека систем мора да има. Значи некаква сите ние сме заедно во еден простор работиме, секој си има своја улога и функција и гледаме да го препознаеме кој е за која позиција и да добие најдобри насоки, инструкции и знаење за таа позиција. Често, дури некојаш и 2 пати неделно дискутираме проблеми и пробуваме да најдеме најдобар начин да се решат. 2 пати неделно се состануваме ние, да кажеме, кои што би требало да ги даваме насоките, инструкциите и еднаш неделно се собираат цел став да ги анализираат сите проблеми од претходната недела, нешто ново што се случило или што сакаме да го имплементираме да се раскаже, да се научи, да се дадат насоки, се согласиме сите дека тоа е тоа и да се продолжи понатако. Затоа што многу често се случува да се води еден бизнис, а да не се подсетува да кажеме персоналот често што му е задача и кои се недостатоците. Да. И тоа тече. И тоа на крај резултира со една каша која што тешко после се ствараат едни лоши навики кои што тешко се поправаат после. И секој нов што ќе влезе ги прифаќа тие навики, а не е ред и правила. Затоа е многу важно, многу често да се разговара, пошто ние што сме внатре водиме работата. И го практикуваме тоа 2 пати неделно, да кажам. Нормално седнуваме, прашуваме за нови практики на работа и за нови идеи у смисла на понуда, на услуга, од нивна страна, пошто сепак се они тие кои што ја носат работата и кои што се главна комуникација со клиентот. Колку е важно, еве во вакви услужни дејности, без разлика дали се работи баш конкретно за вашава и за сите останати, да се почитува вработениот, затоа и понатаму клиентите да ги почитува. Затоа што гледаме сериозна разлика во односот во едни места и во други места со на крај публиката, клиентите, редовните посетители и така натаму. Тоа е најбитното кога планираш да почнеш, дека најбитен е тој што ќе работи. Не масите, столиците, лустарот и каков звучници си ставили каков кафемот. Добро, пазите вие и на тоа. Се разбира, него не е тоа најважното. Не е најважното. Најважното се луѓето. Кога прашуваат кој е најважен во еден ресторан, сите викаат гостинот. Но не е така, не е гостинот, вработениот е најважен. Што ако вработениот е неискусен, незадоволен и љут, гостинот сигурно нема да биде важен и задоволен. И да кажам, односот во нашата индустрија порано, вработените према работата, но и бизнисот према нив беше различен од сега. Сега малку повеќе се внимава, не знам дали сегде, ама луѓето внимаваат. Мислам од ова ние што комуницираме со различни периодов индустрии, секаде е потребно малку промена во таа насока. И клиентот не е истиот оној пред 20 години. Тачно знае што сака и колку сака. Не пие кафе ради кафе. Сака да биде добро кафето. Така е. И особено се промени тоа кога добивме визер, па многу луѓе го видоа светот, видоа како тоа секаде изгледа. Дел од луѓето живеат надвор, имаме веќе многу роднини, пријатели и слично. И поради интернетот исто така, веројатно тие информации стигнуваат многу полесно денеска до нас од некогаш, кога не сме знаеле толку едноставно. Ние го дискутиравме кога се појави пикник во паркче,
дека како студенти сме доаѓале и, например, навечер ке заглавиш и сега одеднаш истата таа, да кажеме, публика има деца и слично и одеднаш им треба ваков концепт кој што е и урбан, ама и имаш можност заедно сите да дојдете фамилиарно. И некако се случи таму, па потоа се случи уште многу такви слични настани. Имате чувство дека сте лидерски поставени во некои сегменти? Па за многу работи, вистина е дека први сме ги направиле. Поготово да кажам, понатаму тоа се развивало како вако, ама идејата потекнала од кино. За тие, да кажам, поп-ап стор шопови, за пикникот, за Мерчендайз правевте меѓу првите. Па да, тука таа идеја, Имаше меѓу таков другото, момент. потекна и млади што се, да кажам, дизајнери и цртачи, креативни луѓе, на неколку пати заедничка колаборација и да го подбутнеме малку, да кажеме, и артистот, и ние да додадеме додадена вредност на имиджот на кино. У неколку ситуации направивме разноразни, да кажем, уште пред 13 години, дали биле тоа некакви си торби, капи, скейтборди, Да. Значи, во заеднички интерес и за градење на имиджи и некако успешна приказна на артисти и на кино како бренд, искочија па едно 15-20 различни производи и многу често тоа е го среќавам низ град кога се шетам, ги среќавам производи кај луѓе ги употребуваат. Да. Значи не е нешто што е направено и фрлено заборавено, него се користи. Не, функционално. апсолутно. Иако некој си го купил или се осеќа како дел од таа заедница, сигурно ќе сака да го истакне. Интересно е и во делот на музиката. Ти си диџеј, веројатно колку што и си се бавиш со гостителство. Исто така и Мартин пушта музика, имате често гости кои што пуштаат музика или настапуваат во сите места кои што ги спомнавме и допрва ќе ги спомнуваме во разговорот. Колку е важен изборот на музиката за креирање на таков тип една заедница на верни луѓе кои што доаѓаат, на верни клиенти, не знам како да ги наречам, оние кои што доаѓаат во вашите места, и колку промената на музиката може да ги изгуби, затоа што сме виделе ситуации многу често каде што ќе се пушта еден тип на музика, ќе се создаде една публика и одеднаш се пушта некој друг тип на музика кој што можеби во моментот ќе, да речем, повеќе ќе се троши или ќе се пие во тек на 2, 3, 5 месеци една сезона и потоа често таквите концепти згаснуваат. Колку е музиката важна во успехот на Кино Карпош Барбакан? Ова е малку и БКВ. пошироко прашање, од поише аспекти може да го дискутирам. Значи, отварање на еден локал бизнис, без разлика мал, голем, каков и да е, мора да трне од нека внатрешна идеја и некаков концепт. Не идеја за ќе продавам пиење и ќе заработувам пари, него некаква своја идеја, своја енергија и емоција вградуваш у нешто. Музиката е дел од тоа. И ние со музика компромис не правиме. Она што ние и нашите пријатели, нашите гости, нашите го како сензибилитет, како вкус, како музика која што ја конзумираме, со тоа не правиме компромис. Знам дека и за таа, да кажеме, заедница, за тој вкус, за тој сензибилитет постои доволно публика која што постои, а и се регрутира како нова публика, да ја кажеме, која што се препознава во таа музика. Се разбира дека музиката се менува, ама квалитетот на музиката
не треба да представува никаков компромис и да во одреден период кога е тешко, кога нема работа и она, да ти сега смениш нешто. Онда тоа веќе не си ти и може да резултира со одреден, да кажам, бум од година дена, ама после тоа да снема се и да се затвори бизнисот, да го снема. Треба нормално голема и во тој аспект голем, да кажам, креативност на смислување на нови настани музички, различни концепти, но секогаш да биде од прилика тој квалитет и тој правец да се задржи. Ние се трудиме секогаш да оние кои што мислиме дека треба да бидат наши гости, артисти, диџеи, бендови, да најдеме место, се појавуваат нови млади луѓе на сцената, да им најдеме исто простор, да може да се профилираат, етаблираат преку нашите локали. Ти ми кажи неколку примери на млади диџеи и диџејки кои што сега се речи си секаде присутни, Да. си имаат веќе свој, да кажеме, публики кои што ги следат, кои што почнале на некој начин уште во Така уште во Бастион, Да. Емија Ермилова, Ана Мало, беа млади тогаш и секогаш кога ќе се препознаеме со некого, гледаме да од една страна да му даеме шанса, од друга страна да стане наша банда, да биде да му биде нашиот локал дома, со некого што се препознаваш. И А во делот на водењето на дискотека, како ова се преточи? Затоа што 1 и минус 1, не знам дискотека, клуб, како го опишуваат обично, меѓутоа исто така се фокусира на една поурбана публика која што доаѓа таму. Која беше разликата и каков залак е да одлучиш да работиш нешто вакво после работење вообичаено на барови или кафичи? И на тој период го имавте и Барбакан како ланч бар, еден од првите, и практично како место кое што ги развија оние денски журки, after work и слично, па потоа да дојде на што значи работа од после 12 до натаму. Која е разликата? Минус случајно се случи, да кажам, најверојатно Барбакан беше тука некаква продолжение на Барбакан. Просторот го добивме како дел од Барбакан и имаше нека потреба во тој период да се продолжи некаде, да се има место плюс каде би можеле се роди една шанса каде што би можеле да ги луѓето преусмериме од Барбакан во еден друг простор и тоа беше првичната идеја. После По underground. Па да кажеме клуб со електронска музика, пошто ние и тука негде сме со изборот на музиката у тие жанрови. Како да кажеме од таа идеја низ годиниве и многу фестивали кои што се одржуваат во кино, во БКВ, во Барбакан, си продолжија и тамо. Значи Да. го ставивме у некаква функција на целиот На целата таа на целата наша компанија, да кажем, во функција на продолжување на гостите на крај Истите одбра, гости си бараат дека гостите на крај одбра да има и клуб. Супер. Јас лично немав некаква идеја или желба претерана. Сакав да пуштам музика во клуб, ама Аха. да имам клуб не бев баш сигурен дека сакам да имам. Тогаш пушташе во други клубови, Па, кои што не се твои? Во времето на Бастион на почетокот бевме
имавме емисија на радио со некои момци од градов и пуштавме секаде, по клубовиве, низ Македонија и сакав. Мислам, ми беше така, имало периоди пред Бастион кога и сум живеел од пуштање музика, сега го правам тоа од хоби. Да, Ретко пуштам на претпоставувам. други места, освен во нашите места, многу ретко. И па добро имаш избор сега, Да. веројатно. Уште не, уште И- едно место би било можеби премногу. Сега више сум и повозрасен, ретко идам по клубови, сакам да отидам на некој фестивал, ама пуштањето музика ми е хоби, не сум веќе она да одам да пуштам за пари или да живеам од тоа. Тоа ми е А колку е потешко да се најде еве и кадар кој што ќе работи навечер, или веќе ти беше тоа лесно затоа што ја имаше екипата од Кино Карпош, па можеби дел од нив беа и вама и таму. Колку е олеснителна тежината околност. на тој момент да се најдат Многу. луѓе кои што навечер ќе знаат да работат, и особено во бар треба, во клуб треба да си многу брз. Јас секогаш на некој начин седиш од страна и гледаш и си викаш, добро, како можат овие луѓе волку пијачки да стават, волку коктели да направат и да се насмејани и супер позитивни. И дефинитивно нас не е многу полесно, затоа што се неколку места, се доста луѓе и ги комбинираме. Се разбира дека ноќната работа е потешка, но и парите се поголеми. За став зема повеќе клуб него секаде у свет. Затоа што работи ноќно време. Секако. Нас не е многу, да кажам, ни олеснува што можеме да ги комбинираме луѓето, да се, рецимо, тие 3 дена у клуб, па после се у БКВ или се у кино, па имаме, да кажеме, од секогаш било така, да кажеме, едните локали подобро работат во зима, другите подобро во лето, па луѓето се комбинираат, едни повеќе ти требаат на едно место во лето, помалку во зима, и така да тие човечките ресурси ни е полесно Да си ги кога имаш едно место е потешко, да кажеме, кога отвараш ново место, све почнува од почеток. Да. Вака кога си веќе во некаква ситуација да можеш да комбинираш луѓе е поедноставно. И се разбира, најтешкиот дел од работата е ноќен клуб. Угостителството нема потешко. Не е потешко со храна, тоа сакав сега да Па не е прашам. потешко. Не Не. е потешко. Затоа што еве и самиот го кажа горе долу имате тој вие некој поширок тим. Ја кога сум работел бармен, Си работел бармен пред да почнеш со да, у Мондријан, тоа беше еден кафеч у Турска чаршија, сум работел у Џаџо, сум работел у Корнер, у Булевар, у многу локали. скоро сите што јас сум ги слушнала од тоа време, така што добро, интересно, а само кај нас или некаде и И во надвор? Лондон сум работел. И во Лондон. Добро. Супер. Лондон е добро школа 90-ти за години. ова сега? Лондон е одлична школа затоа што за да они прашуваат дали имаш искуство пред да почнеш да работиш, но сепак за секој случај даваат на старт обука. Ова зборам уште тогаш, значи ова е 92-3 година. За сигурно. За сигурно работат малку со тебе за да видат колку знаеш и што би требало да знаеш. Ти даваат некаков си за почеток некаква мала обука. И сега да кажам, во тоа време меѓу млади луѓе беше некаков убав и социјален статус да работиш у кафич. Сега Сега не е? тогаш беше безвезе статус да работиш у кујна, беше позитивен статус да работиш на бар. Сега или конобар или да работиш у кафич, беше позитивен.
ја кога имав 5-16 години, дечките например што работеа у Матеник или негде, беа главните шизици у Скопје или у булевар. Сега не е така, гледам меѓу младиве. Сега, например, куварите се големи звезди, што тогаш не беа. Ама сепак работењето е на друго ниво него Да. тогаш. Тогаш не постоја опуки, не постоја некако, знаеш, Да, така надпревар, повеќе кој снаодливост. подобар коктел ќе направи или кој подобра храна ќе направи, не постоеше. Сега е малку поинаку, што е добро и за клиентот и за индустријата. Ги работите сите овие локали моментално заедно партнерски со Мартин, кој што ти е партнер. Каде се најдовте? Затоа што мене секогаш ми се интересни тие партнерски приказни. Обично интересно почнуваат и ако траат, бараат многу работа и вложување во тој однос. Со Мартин се запознавме, он дојде да работи кај мене у Бастион и на Шанк. И после некој период ја препознав капацитет кај него како човек и како некој сензибилитет сличен и вкус. Работеше после неколку години шеф у Бастион, додека еден ден ми кажа дека сака веќе да работи за себе. И ја не кев тука да ја пропуштам таа шанса да изгубам некој што знам дека може сам да тера бизнис и тогаш го отворивме кино. И после тоа следеа веќе останатите објекти. Колку работите на така заеднички да се почитувате и слично, затоа што нели во партнерствата често поради некои лични суети и така натаму знае тоа да се сруши. Па најверојатно трае више 20 години зашто ни се допаѓаат слични работи. И Добре. немаме Заедно пуштате музика и слично. така, да, немаме проблеми околу, да кажем, околу развој на концепт или на канализирање на работата. Углавном по природен пат некако работите си дојдоа што правам ја, што прави Мартин и Како се сте разбира многу често како и дома додека некоја идеја или нешто некој проблем додека го решиме се расправаме, ама немаме онакви да кажам проблеми од типот на емоција или на его, све е на рационална основа расправањето, не е на емотивна или на, не знам, нека приватна дискусија. Дали би препорачал, затоа што и ти, Мартин, сте почнале со работа на бар или во кујна или како и да е, дали препорачуваш за младите да работат во кафуле ако немаат никакво работно искуство или едноставно ако во моментот ништо не работат, па зошто да не пробаат нешто ново? Дали мислиш дека и кои се придобивките на ваквата работа, освен што може да станат очигледно партнер во 3-4 кафулиња понатаму? Кај ние искрено цело време спремаме нов сега да кажам проект и еден од луѓето кој што исто се покажува дека е заинтересиран и одговорен ќе стане партнер. Значи тоа веќе станува на некој начин пракса кај вас, Да. од вработен да стане партнер ако на вистина има веројатно Од вработен нешто станува различно. шеф, па добива дел од профитот и на крај станува партнер. Добре. Че тоа е усталена работа. Јас мислам дека поготово на луѓе кои што завршуваат, да кажеме, средна школа, една од главните работи за да се изгради како личност и најде да се социализира, да најде, пошто знам дека многу млади луѓе тешко се уклапаат у друштва, па да најде друштво, да открие нови луѓе кои што можеби поише ќе му одговараат него оние од мало што му биле Да, другари или од средно. или од средно, да открие нова музика, да открие нова љубов некаква си, да открие работа у кафич, па дури и
за кратко време е идеалното место. Многу е интересно дека многу млади баш велат дека им недостасуваат комуникацијски вештини и работа во тим. Што се, да кажеме, како скилсет можат да го стекнат работејќи во кафич, а е многу полесен влез отколку не знам сега веднаш во некоја компанија на позиција да ве примат. Така, не треба да има никакви вештини, треба да има само желба и да е отворен да комуницира со луѓе и да, мислам, тие комуникацијски вештини може тука само да растат. Пријателствата, познанствата, учење на одговорност, работни навики, работно искуство, добри навики. Идеално место е работа у гостителски објект. Ми кажат еден пример за една многу успешна новинарка кај нас, која што почнала да работи во еден од баровите, па понатаму стекнала и познанства и нели веројатно тие комуникацијски вештини денеска ги гледаме се издвојуваат кај неа во однос да кажеме на некои можеби други кои што почнуваат да се занимаваат со медиуми сега, така што има примери интересни, Така, има и да. од други области сигурно. Има многу луѓе знам кои што преку работата во ресторан, не само кај нас, него и у светов, преку работата во ресторан стигнале до многу високи позиции. Станале куќни пријатели со големи бизнисмени, со светски директори, со големи магови у новинарски свет. Работеле на Шанк, случајно се запознале, станале пријатели, он го викнал на свадба, му понудил директорско место у мултинационална компанија и тоа се, вака да кажам сега, малку ретки приказни, ама приказните дека вечни на филм пријателства се ствараат и нови познанства, нови пријателства се еден позитивен дел од работата у кафич. Ја исто долги години сум работел како келнер или како бармен. У одреден период не сум мислел дека ќе се бавам со ова. После Добре. тоа сум се Ќе се бавел откажуваш? не сум се бавел и со друго и На после пример? Не па знам. сум едно време работев у оваа баш ова индустрија, работев у студио за видео. Добре. Значи до колега. Со Божидар Јовановиќ, да. Потоа работев како, да кажеме, за набавки бев у Форум, една фирма која што со мода се бавеше. Одев во Италија да бирам роба у Дизел, у Реплей, у Лото фабриката. Тоа траеше некои 4-5 години се бавев у тој свет со мода. И после преку музиката уствари искочи да заедно со Кирил Џајковски да го отвориме Бастион. Ние го вративме до Австралија, му организиравме концерти тука, па он му се допадна, остана тука. Можеби од секогаш сум сакал да имам некаков малка фич така кај што ќе се собираме. Најверојатно така и ќе заврши ова. У некој малка фич ќе видиме како ќе. Па не изгледа како во мал кафич да ќе Па, заврши, може во неколку За мали пензија кафичи. зборам, да. А, добро, добро, тоа би било Да заврши. така за нешто од Сабајле кафенца. Така, да. Мит, нешто кое што го слушнав, дека веројатно ако отвориш тезга на бит пазар најдобро ќе работи, дали може да го скршиме, дали си имал некогаш неуспех? Сите правиме грешки у проценка. Ја лично, да се вратиме на почетокот, направивме супер еден локал 2004-2005 на улица Македонија, ама ја сгрешивме локацијата. Ја тогаш проценката ми беше дека тогаш само што ја реновираа улица Македонија. Од Маршал Тито ја направи улица Македонија и ја поплочија, ставија Помнам, ама така како не измагал. ставија канделабри, ја мислев дека ќе биде тука, дека луѓето ќе шетаат и дека ќе биде добра локација. И тоа траеше една година и се повлеков од тамо. Барбакан беше исто погрешна проценка у старт. Зошто? Како локација. Па затоа што е Мене па на добро мисли. малку зезната локација. Рецимо за навечер, пошто е пусто, Да. така е. Ама ние
бевме таму и решивме дека мора да работи, нема назад враќање и почнавме да смислиме сега што ќе правиме. И направивте after И work. направивме after work. И да кажеме, по наш сензибилитет, ние не сме бизнес луѓе, некои у бизнес свет да се движиме, ама ете не сакајќи и тоа се случи. Значи таму почна да доаѓаат банкари, луѓе од бизнес, луѓе од медиуми, луѓе од... И Да, опфативте една ете и со нова нив публика. се спријателивме, се Да. здруживме, се измешавме некако. Ама да, беше така гласен тогаш after work, прв, у тој формат, да кажам. Со бендови, имаше, да. тој период. Ние тргнавме Доста со беше бендови, па интересно колку испадна... луѓе дојдоа на джез таму да слушаат, Да. например, луѓе кои што можеби претходно не биле толку изложени на таква музика, па убаво им беше и Па и доаѓа. таа гужва, ете, не се штедевме, се трудевме да донесеме врвни музичари и од странство и од околина, од регионов и од странство, за да веќе ако доаѓаат луѓе, ако има нешто добро, да нека биде уште подобро, нека биде на некое високо Колку е ниво. важна таа едукација на публиката што ја правите преку вашите места за култура, за музика, преку култиватор, преку еве after work, каде што ќе се донесат поквалитетни музичари и така натаму, за да може вакви концепти да растат кај нас. Практично си враќате и кон себе, ама на некој начин и кон таквата заедница која што ве следи, па ќе дојде понатаму и на другите места. Тоа сме ние. Ние сакаме да го правиме тоа. Не движи тоа многу често. Има настани кои што, да кажеме, не носат никаков финансиски бенефит. Луѓето доаѓаат, 2 сати се тука, не пијат, уживаат, дали е филм, дали е музика, дали е нешто, ама нас не се допаѓа тоа. Ние секако... Добре, ама ќе се вратат ако имате емоција Така е, кон ние местото. градиме веројатно. некаков имидж, Да. кој што е тешко да го одржиш после 15 Дали е години. подобра конкуренцијата сега од пред 15 години? Сега ја има, тогаш беше многу малку конкуренција имаш, поготоа за едно место како Бастион. Бастион беше уникатен, беше единствен. Немаше друг кој што ги прави тие работи. Имаше стандардни кафичи. Шанк, пијачки продаваат, некаква си музика пуштаат и толку. Ние тогаш почнавме да кажам, да ги привлекуваме со карактерот на објектот и на музиката, да ги привлекуваме одредени луѓе од одредени индустрии. Како? Луѓе од филм, театар, музика, маркетинг агенции, да кажеме тие направивме некаква си селекција на публика, која што можеби никогаш не се повтори веќе у таа оваква, ама тоа како ќе се запрашам сега, можеби има логично објаснување. Бастион беше мал, беше со 100 луѓе беше гужва, а може и толку такви луѓе и постојат. Да кажем, Па не знам, јас имав една ситуација интересна во кино Карпош, сакам да ја споделам. Една од моите најдобри другарки оди да студира на Харвард, таму се запознава со незиниот сопруг денеска, тогаш и беше дечко и прв пат го носи во Македонија, нели со сите предрасуди што постојат, уште тогаш беа некако подскриени работите дека се заедно бидејќи од иста компанија доаѓа и слично, па за Балканот, каде ќе одиш Eastern Europe, а многувави женски има муабети, доаѓа тука и одиме во кино Карпаш да излеземе и другарка ми почнува да му раскажува. Па знаеш, ова е наш другар, он е режисер. Ова е другарка ми на телевизија работи, ова се актери, ова се музичари и значи практично му раскажува кои се со кого се поздравува бидејќи доаѓа и секој си кажува што работи, како работи, нели ние сме многу сите пријателски расположени кон сите што ќе дојдат од било каде. Само ни се врти во еден момент и ни вика, дали сте нормални вие кај излегувате? Јас немам шанси, тој е долги години брокер, работи, живее во Њујорк, значи да кажеме врвот во светот во однос на каде одат луѓето што сакаат да бидат нешто. И не само од финансискиот свет, и културата е таму една од најразвиените.
Вика, вие излегувате како во Холивуд да сте излегле. Мислам, му ги набројуваме луѓето кои што се таму и навистина се зачуди. Веројатно таа публика сепак на некој начин е тука. Сега може не е само во кино Карпаш, меѓутоа си бира одредени места каде што сака да оди. Може би тогаш било само Бастијан како опција, ама се уште ја држите. Може не знам толку многу не размислувате на тоа, ама далеко е од тоа дека е нема. Пак ќе кажам нешто, никако кога некои работи кога се блиски до тебе, кога те интересираат, пробуваш да ги задржиш тука околу тебе и во работата. Поише од пола од денот го поминувам на работа, значи таму живеам, фактички тоа ми е животот. Да. Главно дружењето. Така ние пробуваме да тие две работи да ги споиме. За да тие луѓе бидат од нашиот свет, ние мора да правиме нешто за нив. Значи, да правиме некакви проекции на нивните филмови, па они тие луѓе кои што се во филмот, заедно со нивните пријатели, да го осеќаат местото дека пошто Ги нивниот почитува. ги почитува и се интересира за тоа што го прават они. Се вели дека 2000-те, 2010 на почеток, дека тоа било врвот на наукниот живот во Скопје. Сега младите често знаат да кажат тоа се глупости, тоа е затоа што оние кои што тоа го кажуваат се веќе повозрасни, меѓутоа ти си присутен постојано на сцената и на наукниот живот и на клубската и така натаму. Дали е точно или не? Не знам дали имам право да кажам дека е подобар или полош. Ова си е нова време, нивно време на некои други генерации. Нит може да го видат тоа време, нит да направат разлика никаква. Па да, ма баш за тоа те прашувам. Ти на некој начин можеш. Меѓутоа, у 90-ти години Скопје беше, ради некои други причини, ради војната, беше главен центар на наукниот живот на Југославија. И сите беа тука. Од Како сейф зон. диџеи, музичари, славни југословенски живееа тука и беа тука. И беше некоја стварно оаза кај што до 5 саат са бајле све работеше. И све функционираше. И сега некој ќе каже дека се тоа златните години на Скопје. Океј, заврши војната, се смирија работите, сите се повлекоа, Скопје малку се смири. Јас искрено, крај на 90-ти години, имаше малку поголем ентузијазам, рецимо за фестивали, филмски, музички, концерти, многу сериозни имиња се носеа. Ја мисле вака тера, не знам кај ќе му биде крајот на Скопје, ама не е така. Интересот за квалитетни настани е паднат многу. Концерти сериозни задниве години 4-5 нема, големи имиња, што нели треба да има некаква логична прогресија. Ако пред 5 години треба дошло повеќе да има. Лени Кравиц, да дојде некој сега што е Или не голем. Кравиц заиграше во Нема. Македонија 2 пати. Или така? Да. Еднаш во Скопје, еднаш во Охрид. 2 пати. Да. Значи, така, не гледам дека не се случуваат. А нема ни побарувачка. Па веројатно и за Нокните тоа. клубови се во изумирање некако се, не знам дали е моментална ситуација. Се Големите надевам. клубови светски пропадна, големите, зборам по бројка, кај што 4-5 илјади, 3 илјади луѓе се нема нигде. И кај нас исто така. Да, порано имаше неколку во Имаше Скопје. неколку. Нема, значи интересот е паднат, а и гледам дека интересот за квалитетна музика е на другава страна, не е толку за квалитетна поише за неквалитетна пораснат. Не викам дека ќе тера у негатива, може би е моментално ова тренд некаков, ама еве доскоро беше пред 7-8 години, 10 години, у Колосеум кога ќе доеше некој големо име, доаѓаа по 2000 луѓе. Да. Тоа е сега незамислива работа, мислам. Од она што се случуваше у Скопје, наукниот живот не е така, На тоа ниво. па не е толку вибрантен, не е толку присутен, да кажеме, толку навечер луѓе да посетуваат нити клубови, нити концерти, нити разни дешавки, не е, мислам, смалено е, многу е
денски луѓето повеќе се присутни, локали Кафе јадење. па не, да, искачаат на вечери, што порано, например, никој не идел на вечера, као и тоа да му искачање. Него иде у града да се забавља. Гледаш ли нешто надвор од тука, па и кај нас, што се ова како нов тренд, нешто што ќе биде следното? Знаеш како викаат тие големи стручњаци, вика во голем милионски град, кај што има многу пари, секој концепт ќе се најде и за тој концепт некаква си публика. Во мали градови и посиромашни земји, публиката кажува каков ќе биде локалот. Значи, ти може да си замислил нешто дека ќе имаш супер тајландски ресторан или суши, на крају некои решат да бидат италијански, ќе биде италијански. Добре. Или нема да го има. Така да, за развој на да кажеме, на одредени концепти на овој пазар, мислам дека се уште сме на ниво на развој на квалитетот на услугата и на понудата, а за никакви си концепти се уште рано да збориме. А во светот во моментов што е нешто тренд која што би било интересно што се случува во вашава област, или нема нешто што е и таму што се издвојува во однос на оно што било? Тоа се тие што сакам да кажам ретки концепти кај што се нуди некое исклучително искуство, да кажеме, јадење од човечко тело уместо маса, или во потполен мрак и тишина конзумирање на храна и пијалок, кај што сензацијата е усмерена само на храната и на пиењето. Немаш никаква дистракција од нити звучна, нити визуелна, од тотален мрак и тишина, конзумираш храна и пиење и сензацијата доаѓа само од таму. И сега тоа се концепти Да, баш за во Њујорк. Да, на места кај што има публика за тоа, кај што има доволно публика, па макар и еднаш да отиде, ќе има доволно публика за уследниве 5-10 години. Ова прашање немаше да ти го поставам, ама роби ми пара очи и некако морам, затоа што постојано повторуваме дека има недостаток на кадар за одредени работи. Дали мислиш дека постојат такви сегменти кои што ќе може да се автоматизираат и да се роботизираат? Некако сите има некоја идеја дека тоа прво ќе се направи по кафичи и маркети, меѓутоа гледаме дека таму баш и најбавно оди, затоа што луѓето имаат потреба од тој human touch, некој да разговара со тебе, некој да ти понуди нешто. Мислам дека многу години ќе треба за да оние што ќе бидат, да кажеме, објекти со карактер, да ги снема. Не знам колку години. Што ти можеш да роботизираш, да, можеш да роботизираш у нека франшиза како за сендвичи, за као Макдоналдс, као така. Некаде каде што треба да има карактер и да некој баш отиде добро да се проведе и да помине некој период од 2-3 сати некаде, тешко дека би можел со машини да го прави тоа. Колку се важни комшиите во места како згради, каде што долу се отвара, да кажеме, кафуле, често знаеме дека или има борба со комшиите, или па се функционира како дел од таа заедница. Вие конкретно во Кино Карпош имате многу соседи. Многу е полесно кога не си во стамбена зграда. Немаш тој дел од проблемот, го немаш. Во стамбена зграда со време се учиш. Стануваш дел од зградата, стануваш дел од тој еден систем, да кажеме, и почнуваш, како почнуваат проблемите, почнуваат и договарањата. И секогаш мораш да си заедно со зградата, заедно со комшиите, за да можеш да функционираш. Ако не се комшиите задоволни, функционирањето станува тешко. Ако почнуваат да прават обструкции, работата станува уште потешка и јас често знам да кажам,
почнуваш да работиш во една атмосфера кај што губиш време. И онда боле почне некој друг проект на некое друго место за да го искористиш максимално времето без тој проблем, пошто не е добро ни ти да бидеш проблем, ни некој друг да ти биде проблем во функционирање, пошто тоа те кочи и ти прави една ситуација кај што, знаеш, она те не ти врви работата онака како ти што си замислил. И после правиш разни отстапки, не го спроведуваш концептот до крај, не ги спроведуваш плановите до крај, не можеш и мислам дека е губење време, дека е главење во место. Затоа е секогаш добро да си ортак со комшиите. И за крај некоја препорака чисто кон младите се наоѓаме во многу чуден период, ова излегува во период на некоја предизборие, каде што луѓето најмногу слушаат жалење од едната од другата страна како се не чини. Има ли некој начин да излеземе од оваа апатија и да бидеме продуктивни? Дали ти бидеш апатичен, депресивен, тоа е личен избор на крај. Оваа наша колективна апатија е нормално малку се разбира од ситуацијава економска, но поише од медиумите. И прифатена како една општа вистина за сите, никој не анализира, него не чини. И тоа е една главна идеја кај сите. Ја мислам дека ако гледаме од некаков си финансиски аспект, дека не е толку страшно и не е толку лошо и дека треба да си го направиме денот и животот малку по позитивен сами ние, не медиумите и комшиите и оние на кафе што го слушаме дека не чини, пошто мислам дека не е толку трагично, не е толку ако секој си постави една цел пред себе у следниве година дена некаков план да си го реализира, тоа мислам дека ќе му биде доволно за да биде хепи да почне да го прави тоа и да го изреализира како секојдневна сабајле кој ќе стане еден хоризонт да се придвижи за уследнава година дена да го реализира. Што и да е тоа. Не мора да е бизнис. Добро би било, ама не мора да е. Да. И тоа е Може да биде друга цел. Некаква си за мене, например, тоа ме вози. Кога ќе видам дека нешто почнува да ми станува досадно, проблематично, барам некаков нов проект со кој што ќе искреирам некакви си задоволства и интереси уследниве година, 2-3 се зафаќам за некаков проект и иначе, знаеш, Супер, слушам луѓе од Германија зборат дека нечи. е катастрофа, порано беше боле, што е ова сега, знаеш, и сега тоа е у нашиот кај човекот е присутно стално тоа да се бави со негативни работи. Барем да балансираме, да гледаме и на она што сигурно да има работи што се свесни. негативни, ама барем да ги гледаме и оние што се негативни, да не дозволиме да бидеме општата свесни за апатија негативното, да ама не да не поклопи сега и да застанеме, пошто гледам дека луѓе застануваат. Да. Баш стојат. А се здрави, живи, имаат можност да направат нешто, така што супер звучи ова за крај. Вака сакам да завршиме на некоја добра нота дека треба малку попозитивно да размислуваме, можеби да излеземе да испиеме некоја пијачка и чекаме да видиме што е тоа ново што ќе го креираш, па може повторно ќе се сретнеме. Одамна го мислевме ова гостување, ти благодарам. Супер, фала ти на тебе.